По кусата пауза се враќаме во живо, 15:30 термин за нашите следни гости за денеска. Јас имам домашен миленик, куче, но тоа што мене ме воодушеви изминатиот период е постојање на еден пет центар, односно градинка, игротека, кафуле, дневен центар, како сакате наречете го, за кучиња, значи за овој тип на домашни миленици. При тоа девојките кои што тоа го имаат направено, одат на вистина, ќе речам со понудата, секогаш чекор повеќе, затоа што тоа што тие го нудат во својот центар е на вистина за поздрав и е пред се уникатен бизнис во Македонија, бидејќи таков овде не постои, а според нивните сознанија не постои ни пошироко. Им велам добар ден на Михаела и Наде. Добар ден. И добре дојдовте. И да си го представите третиот член на вашава придружба. Тоа е Кукер Шпаниел Бади. Бади е ваш? Да. Така е, но не е само тој ваш, имате уште колку? Уште 4 кучиња имаме наши, лично. Така, значи AFAF Happy Dog е еден центар за кучиња, каде што секој собственик на куче може да дојде во AFAF и нели смирено, опуштено да пие кафе, додека кучето се забавува на вистински плейграунд или игралиште за кучиња со сите можни дребули и играчки кои што овие миленици ги сакаат да ги играат, што се вика. Така ли е? Така е. Повелете, представете го AFAF Happy Dog, а Дени пушти ги инсертите за да знаат гледачите за што зборуваме. Почнавме од идејата дека секоја куче може да има среќен дом и долговечен дом. Кучето е за цел живот, мотото по кое се водиме и со кое што почнавме да ја реализираме идејата и да го живееме сонот кој што сакаме да го оствариме. А тоа е да помогнеме во решавање на проблемот со бездомните кучиња. Практично сакаме да создадеме модел кој што ќе се применува според светски и европски стандарди со хуман третман, дресура и одредена нега на кучињата кои што понатаму би успеале да ги земеме, привремено згрижиме и вдомиме и да ги спремиме за вдомување. Започнавме со реализација на првиот приватен парк, каде што работиме со едукација на собствениците, кои што доаѓаат како посетители на бесплатниот парк и користат дел од содржините, а преку најразлични брошури и програми кои што ги преведовме за одговорно сопствеништво, за најмалите, оние основци, децата како идни сопственици, за превентивна заштита на кучиња на улица и секаков хуман и третман и однос со кучињата, го реализираме и работиме на веќе постоечкиот AFAF Happy Dog парк кој што го имаме. Така. И сега ова е се нели убаво кажано, но постојат многу елементи кои што се за поздрав. Тоа е прво дека се што можеа да видат во инсертите, како користени материјали за изработка на овој AFAF центар се Рециклирани материјали. Да, јас сум главниот архитект на овој пет центар. Сите материјали кои користевме за изработка на целиот центар се рециклирани материјали. Значи имаше доста одговорно, мислам, корпоративно одговорни компании кои ни помогнаа. Објектите што ги користиме како за груминг центарот, кујната, во една канцеларијата и петшопот кој го планираме за воиднина, се контейнери. Буквално сами ги изработувавме, тие беа, значи нормално, распаднати беа кога ни ги донесоа. Се правевме рачно, се правевме сами. И се сами. е направено на една нива во населбата Бардовци, така. Точно. И тоа што ми кажавте, ви требало повеќе време за да го оформите како целина, затоа што се сте правеле безмалку сами. Да. И тоа траеше цела година? Една година, да. Од процесот на почнување за барање на дозвола до процесот на изработка и... Така. И сега, бидејќи функционира како дневен центар, еве го. Да. Бидејќи функционира како дневен центар, значи, освен што рековме, доаѓаат собствениците на кафе, кучињата има што да прават додека, нели, луѓево се дружат, но исто така може да функционира и како дневна градинка, дневен престој, и тоа на час или целиот ден? Има пакети кои што одат на час, доколку има некоја работа која треба да заврши собственикот за кучето да не седи само дома. Исто така има и дневна градинка која е буквално како
градинка за деца од 9 до 5 часот во работни денови, во работни часови. Но тоа не е се, бидејќи вие можете миленикот да го земете и да го вратите до домот на собственикот. Со такси за куќиња. Со такси за При тоа куќиња. престојот да му биде со работа за социјализација, негови истрчувања, каде што се враќа со потполен умор и спија до утре дента и чека со душа да повторно да биде земен од собствениците на Афав Happy Dog. Како и самиот влез во градинката, ние на база што сакам да го споменам, тоа се формулари, каде што секој од собствениците кој што сака да го остави својот собственик, претходно пополнува прашања за најразлични потреби како и спецификации на својот собственик, со тоа што На својот миленик. на својот миленик, со тоа што овозможува да Афав Happy Dog се запознае со потребите на неговото куќе, како и како при тоа тоа да изгледа, внимава. на пример, што пишува во тој формулар? Лае кога ќе види друго куќе, лае кога ќе види нов човек, за такви навики и потреби зборуваме? Навики и потреби, кога сака да јаде, што сака да прави, колку да биде изиграно, има куќиња, значи кои си помрзливи, да, помрзливи. Аха. Има планински куќиња кои што многу им е топло, со тоа што собствениците наведуваат да не ги пуштаме да одиме додат на сонце повеќе, време повеќе да пијат вода, најразлични прашања. Што е најнеобична навика на некој од куќињата што може би било кај вас? Најнеобична навика е тоа што ние на куќа не сака да си оди од кај нас. Значи најинтересниот дел од тоа што најмногу направи срекни нас и задоволни е тоа што секоја куќа која ќе дојде во Афав, потоа имаме проблем да го лажеме дали со храна или со трит да се врати во колата на својот собственик бидејќи не сака да оди. Велите во вашиот центар, ако нешто не правите, тоа е не ги смирувате куќињата колаат, бидејќи тоа е дозволено. Зашто се вика Афав. Да, така исто како и во игротеката, нели, децата можат да викаат и да врескаат колку Се сакаат, бидејќи тоа е нивниот простор. Но тоа не е се. Бидејќи навистина имате многу детали кои вреда да се споменат. Собственикот ќе го испие своето кафе, можеби нема да биде почестен со оброк, бидејќи официјална кујна како таква немате, но имате специјално мени за куќиња. Специјално мени со специјални имиња и со специјален состав на храна. Значи не зборуваме за готова храна, онаа што може да се купи, нели, на секаде, туку вистинско мени кое што е безмалку хроно исхрана. Точно. Па може така да се каже. Тоа е домашна пекара, која што е со 12 различни вкусови на тритови или закуски, кој што е сува храна, меѓутоа домашно подготвена. Направена со 10 најпосакувани рецепти на куќиња, испробана и дегустирана од нашиот кокер, бигл, малтезер, доберман. Значи од најразлични раси на куќиња. Одлично функционира, имаме благи закуски и солени закуски и се разбира сладоледи за летниот период. Сакаат и они да пробаат како нас луѓето. И сега дали сте веќе во фаза кога, нели, куќе кое дошло повеќе од еднаш, веќе знаете кое јадење му е омилено или собствениците ги нарачуваат секој пат различни? Има, значи има куќиња кои што веќе си знаат што јадат и собствениците тие храни им ги нарачуваат на нив. Па кажавте закуски, не го споменавте составот на тоа е навистина интересно. Правите закуски, кекси за куќиња од интегрално брашно, рогач. Да, пшенично брашно, рогач, кокос, сите природни материјали кои што би се користеле за здрава исхрана на куќињата. Кои што може да ги користат и шекераши и диабетичари, каде што дури има и луѓе кои доаѓаат кај нас кои што јадат тие тритови бидејќи тие можат да јадат и луѓе. Не само куќа. Значи може да си подели собственикот со миленикот малку од оброкот. И кој е омилено во моментов, кој е најбарано? Од благите Дора Орео, кој што е во форма на вистинското Орео колаче, а од солените Ава Трит, Тара. Да, што е по состав тоа? Ава Тритот е со туна и тоа е убаво и мириса и многу го сакаат. Тоа е трит за награда. Ние го викаме дека е за обично за дресура се користи, така и го најдовме рецептот. Нешто што по куќињата многу дрхтаат, многу го сакаат, дури и наредби слушаат заради тој трит. Значи сте нашле волшебната состојка. Да. И нели игротека, не би била игротека ако не организира и родендени. Така. Тоа е исто вака вистински хит. Правите родендени за миленици
на кој што велите доаѓаат конвојон во автомобили. Точно така. Се собере друштвото, така? Да, организираме родендени за кучиња. До сега имаме организирано на 3 родендени на различни раси, вести териер, значи булдог, најразлични раси. Тоа е со организација и договор на сопственикот по желбите на своето куче и останатите кучиња кои што би биле дел гости од роденденот. Менијата се прават дали по избор на тритовите кои што ги нудиме или дел од менијата за сладоледи, како и роденденска торта која што се става дали во паркот или задниот дел од тренингот, зависно како они го поминуваат роденденот со каков тип на игра и истрчување. И се разбира, ако се 10 до 15 кучиња, сите се на тортата. Така. Вистински дуваат свеќе. Добро, но вие не застанувате, ќе речам повторно, на ова што во моментот постои како содржина. Освен или ова основна анимација, чување, играње и така натаму, сакате да напредувате во понудата. Па во тој контекст ќе работите и на дресура. Во моментот имате исто подстрижување, капење и така натаму. Да, имаме фризерница и груминг. Планираме и pet shop, каде што може да си купат собствениците дел од работите што ги користат за нивните миленици. Хотел за кучиња, кој што ни е во процес на изградба, кој што ќе биде некако обичните хотели, туку ќе биде лукс хотел со соби, буквално со кревети убави за кучиња, каучи, додека некој би што си ги чуваат, мислам, дома кучињата. И дресура рековме. Дресура, да. Дресура секако таа би можела да оди во пакет со хотелот. И крајното, нели? Значи во моментот оној центар кој можеби многумина собственици на миленици им недостасува од типот заминување на годишен одмор кога не можеш да го земеш миленикот со себе, па треба да го оставиш негде. Во овој момент таа услуга не ја нудите како, нели, со преспивање, но работите на тоа да го имате и тоа во понудата. За крај, нешто што може би требаше на почетокот. Ова го имавте како план, како бизнис план, и ова е бизнис со поддршка. Предпоставувам, таму каде што ја баравте, наишла на воодушевување заради оригиналноста на идејата. Да. Исто што сакам да додадам е тоа дека зимата ќе започнеме со едукација на дечињата во основни школи за решавање на проблемот на одговорен собственик, како идни собственици, значи со цели оние брошури и програми кои што ги споменав дека веќе ги имаме во нашиот центар, па така што тоа е дополнителна содржина која што ќе реализираме, како што споменав на почетокот, се со целта да наговестиме дека краткиот живот кој што го живеат кучињата е за цел живот и треба да се посветат собствениците на нив, значи да го избегнеме она напуштање како и размножување на кучињата и се надеваме дека ќе поставиме модел кој што се следи. Да се работи и на свеста пред се, тоа е и целта. Во инсертите може гледачите да видат дека во овој момент се е под отворено небо. Мал дел од овој дел кај што можат собствениците да седат и да уживаат е исто така скоро па отворен, бидејќи доаѓа зимата. За сите заинтересирани да кажеме дека вие размислувате и на тоа, дека доаѓаат студени денови и дека ова игралиште ќе биде од покриен тип, така? Да, едното игралиште, каде што се наоѓаат рампите и агилите, тренингот ќе биде затворено. Исто така и делот од кафулето, каде што би можеле да седат и да се стоплат гостите, ќе биде исто така затворено. Така да и во зимските денови ќе си работиме како до сега. Каде кучињата, нели, во Скопје барем за сега. Предпоставам дека како и секој добар бизнис, така и вашиот ќе има услови да се шири и да ве има и на други места, не само тука, да ви успее и планот за стационар, кој што исто е горливо прашање и да, нели, повторно се видиме овде и се дружиме. Јас само да прашам во режијата дали фотографијата која што ја подготвувавме, ја имаме или ја немаме? Ја немаме, добро. Сакавме, нели, да ја покажеме фотографијата во која што и ние како куќа ќе се представиме како и dog и pet friendly, бидејќи ве пречека суријата од 20 кучиња кои што ние ги чуваме овде во нашиот двор. Имаме принови на неколку месеци и многу ни е забавно. Ја немаме фотографијата за да ги покажеме, но Афав Happy Dog ја има марамата една која што сака сега да ја поклони, но се разбира и за сите останати
пријателчиња кои што надвор не пречека, Добро, ќе добијат. значи Афа Happy Dog милениците може да добијат и марама, а јас кога ќе ги изброиме точно колку ги имаме, ќе ви кажам. Ќе ни кажете колку марами да донесеме. Ето така. Нада и Михаела, ви благодарам за ова гостување, ви посакувам успешен бизнис. Благодарам. Благодариме и на вас. Ние во продолжение ќе имаме уште еден разговор во студиото, но претходно ќе погледнеме еден прилог на колегата Антонио Крстевски, кој што денес имаше чест и привилегија да разговара со канадската амбасадорка на Република Македонија со седиште во Белград, Кетлин Чаба. Прашањата за референдумот, иднината на Македонија и демократското право на секој граѓанин да гласа во наредните 5 минути. Антонио Крстевски. Амбасадорке Чаба, ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од ова интервју. Македонија се наоѓа пред историски крстопат на кој што се одредува иднината на државата. Која е вашата порака за граѓаните и дали сметате дека Македонија ќе успее да ги помине и последните пречки за да стане членка на Европската унија и НАТО? Thank you for this opportunity to appear on your show and to speak on behalf of the Government of Canada. Let me start by saying that the Government of Canada offers its congratulations to the Government of Macedonia for having reached this historic PRESPA agreement. We firmly believe that Macedonia's future lies in Euro-Atlantic integration, and we very much look forward to welcoming Macedonia as a new member of the NATO alliance. I don't have a crystal ball. I can't tell you what the results will be. I know what I hope the results will be. We very much look forward to a positive outcome in the referendum on Sunday, and then to the necessary constitutional amendments being made in order to fully implement the terms of the PRESPA agreement. And we do then look forward to welcoming Macedonia, as I mentioned. Canada is not, of course, a member of the European Union, but we do firmly believe that by going down the path of European integration, this offers a very important opportunity for Macedonia to continue with its important reform program, to build the values that are necessary to become a part of the European Union. On that note, I should also mention the fact that, of course, NATO is much more than a military alliance, although it is a very important military alliance based on the principle of collective security, which will of course increase Macedonia's own security and stability. But at the same time, it is an alliance based on shared values around good governance, around democracy, around human rights, around respect for diversity. So by going down the path of joining the NATO and then eventually the European Union, we think that this is very important for the future of Macedonia and of all of its citizens, and in fact for the region as a whole. Каква порака испраќате до граѓаните на Република Македонија кои што се одлучија да не излезат на гласање, односно да бойкотираат? I think we should remember that the right to vote is something that generations have had to struggle for in Macedonia, in Canada, in other countries. In fact, there are still many countries today where not all citizens have the right to vote. So this is a right that should not be taken for granted. We all have a responsibility as citizens in a democracy to exercise that right, to make our views known, to share our voices with others. And so my strong advice to every citizen of Macedonia is to go out this Sunday and vote in the referendum. Whatever your views are, I think it's very important to share those views, to make sure that your voice is heard, and to make sure that no one else is taking decisions for you without your voice being heard. Многу политичари од Македонија, Европа, па и Соединетите Американски држави велат дека во претходниот период Русија има засилено влијание во овој регион, но исто така еден од главните финансиери на кампањата бойкотирам. Што велат вашите информации? So I have heard these rumors, as many others have. What I can say is that Canada firmly believes
that foreign interference in electoral processes is completely unacceptable and should never be tolerated. And so whatever the situation is, the best way to respond to real or perceived interference is, again, for citizens to go out and vote. That is the only way to ensure that everyone's voice is being heard and that interference is not allowed to play a role in this historic moment for Macedonia. Опозицијата во Република Македонија не се согласува со договорот од Преспа. Каква порака испраќате до нив, како треба да делуваат за предстојниот референдум? So, as I was saying earlier, Canada firmly believes that Macedonia's future lies with Euro-Atlantic integration, that the best way to ensure stability, security, peace and prosperity for this country and the citizens of this country, but also for the region as a whole, is through accession to NATO and to the European Union. And I think, honestly, that there are many members of the opposition who understand also the importance of joining NATO and the importance of joining the European Union. So my advice to all is to make sure that citizens have the opportunity to share their voice. That it goes back to the same message. It's important for every citizen to take a stand, to make their voice heard, to go out and vote in the referendum, because that's the only way that all the leadership of this country, whether it's in the ruling, the government, or on the side of the opposition, will know what citizens actually want.